Дводневен распоред на гробиштата во Штип повторно воведува Брегалничката епархија за празникот на упокоените духовденска задушница. Денеска попладне поменити молитвите свештениците ќе ги извршуваат на гробиштата над капелата, на делот познат како Нови гробишта, а во сабота наутро под капелата на Стариот дел. Дополнително во овие два дена ќе има и дежурен свештеник во градската црква Свети Никола за трисаѓе и молитва за покој на упокоените. Деталите ги објаснува протоиереот Добрица Јанев. Во петок попладне свештениците ќе бидат во гробиштата над капелата, кај нас познати како Нови гробишта, трите рампи и малата парцеличка кај паркингот спроти капелата. Во сабота сабајле пак свештениците ќе бидат во старите гробишта и најновиот дел што го нарекуваме патот Радовиш. Така беше и минатата задушница, така ќе биде сега и понатаму, бидејќи кажавме и тогаш и пат ќе кажеме дека гробиштата се шират, а ние сме толку колку што сме и не можеме да обслужиме во еден ден се, и затоа така ги поделивме имената за душница и ова. Напоменувам дека и во петок попладне и во саботот сабајле ќе има дежурен свештеник, па така оној што не може да отиде на гробишта, може да дојде во црквата Свети Никола да му се направи трисагија или молитва за покој на упокоените. Наместо многу храна и трошоци на гробиштата, протоиереот Јанев апелира подобро да се помогне на сиромасите, бидејќи како што вели тоа е најдостоинствен помен за покојните. Она раздавање што го кажуваме нели ке нашиот народ има корење во Светото писмо, каде што се вели да се раздаде од имотот на покојниот, ама на сиромаси. Сега тука треба да ја правиме разликата, место да носиме премногу храна, премногу пиење на гробиштата, нека биде тоа поскромно колку е можно, но она што мислиме да го дадеме, порано да го дадеме на некој кој што нема, бидејќи сите знаеме дека кај нас во околината, во нашето соседство има некои семејства што нема доволно за храна, нема доволно средства. Па затоа ќе биде подобро, место што ќе носиме по гробиштата, па ќе го фрлаат после, па кучињата ќе го растргаат и ќе ги поганат гробиштата, подобро да го дадеме на некој да го изеде со тоа, и тој ќе се помоли на Бога, ќе рече Бог да го прости покојниот, а и за нас ќе се помоли, ќе рече да сте живи и здрави, Господ да ви дава здравје. Суштината на празникот останува непроменета. За задушница потребни се пченица, вино и свеќи, а секој може да повика свештеник за мал помен за покојните. Разликата годинава е само во времето, со цел да се избегнат долгите чекања и гужви на гробиштата. Ова важи исклучливо за Штип, а од сега Брегалничката епархија ќе се раководи според оваа пракса, за празникот да помине достоинствено и мирно за сите верници.